Добро вечер и од мене. Ќе разговараме со председателот на Сојузот на стопанските комори Горан Ѓорѓиевски, кој што денеска го одржа редовното годишно собрание како председател на комората. Тој се уште има мандат, но комората дефинитивно го смени начинот на размислување и начинот на действување. Зелена економија, дигитална трансформација, нов сегмент на зелено предприемништво или останат вид на предприемништво. Со него ќе поразговараме на овие теми и на сето она што се активности како Сојуз на стопански комори кои што ќе бидат во иднина. Господине Ѓорѓиевски, добро вечер, добро дојдовте во вестите на Алфа телевизија. Добро вечер, благодарам на поканата. Вие спомнавте зелена трансформација, дигитализација, зелени работни места и така натаму. Поими кои што за нас се уште непознати, а Сојузот на стопански комори ги зема длабоко под своје, да речеме, да ги подготви македонските компании со модерните времиња или трендот на модерното живење. Па да, еве, на пиедестал ќе ја ставиме први дигитализацијата која што ја спомнавме, каде што е можна во секоја компанија. Потребно е дури ќе влеземе во некои проекти, европски проекти, каде што ќе се направи и дури испитување до каде може таа дигитализација да функционира, односно до кој степен сме подготвени или не сме подготвени, па после тоа да се работи на тој елемент кој што е исклучително, значи на таа работа која што е исклучително важна во функционирањето на нашите компании. Понатака, како што спомнате, јас на пиедестал би ја ставил конкурентноста на дадените на нашите компании, кое што директно е поврзано со продуктивноста. Тоа ќе не однесе до пристапот до финансии, потребни се силни финансии, односно на компаниите микро, мали и средни им е потребна силна поддршка во насока на пристапни и ефтини финансии со цел да се влезе во процесот на дигитализација, со цел да се влезе во процесот на купување на техничко-технолошки средства нови кои што ќе овозможат да тој начин да се подигне продуктивноста, а со тоа и конкурентноста. Вие претпоставувам имате веќе хабови, работите со тие луѓе и докаде се колкави се напорите и кои се досегашните резултати и кога да очекуваме вака развивање на предприемничкиот дух? Па вака, во однос на проектите кои што ги работиме со Европска Унија, тоа се исклучително значајни, веќе имаме 5 активни. Тоа е сет на проекти кои што практично не наведува да размислуваме предприемнички. Значи, самите да еволуираме во насока на тоа дека сме сами креатори на нашата економска судбина, дека можеме да имаме поголема додадена вредност, да се насочиме кон области каде што вистина можете и повеќе да заработите. Така да тоа е една многу широка област. Се надевам дека ќе имаме импакт на општеството со вакви наши размислувања во иднина. Вие сте двигател на македонската економија, соработник со владата, многу често на спротивна страна кога станува збор за низа закони кои што ги опфаќаат трговците, но во последно време некако како владата повеќе да има слух кон вас, но и вие кон неј се. Точно така, имаме разбирање за некои работи, меѓутоа сакаме да одиме уште подлабоко. Ние сметаме дека есенцијално важно е микро, малите и средните компании да бидат ставени на пиедестал во нашето општество. Сега ќе ви кажам неколку важни бројки. Тие се 98,8% од сите компании во нашата држава. Тие вработуваат 72,9% од вработените во нашата држава и тие креираат бруто домашен производ од 67,2%. Тоа е многу повеќе од колку во Европска Унија, бидејќи во Европска Унија само 50% од бруто домашниот производ го создаваат микро, малите и средните компании. Од тука сакаме да потенцираме дека тие треба да се стават на пиедестал и треба да им се обрне посебно внимание. Може многу повеќе да се направи во однос на тоа. Благодарам. Времето ни е кратко, инаку сега отворивте една широка тема, ќе ви држиме за збор. Оваа тема мора да се разгледа и мора да се даде насуда како малите, микро и средните компании стварно да бидат ставени на пиедестал и која поддршка треба да даде државата. Ви благодарам многу. Благодарам на вас исто. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со председателот на Сојузот на стопански комори, господинот Ѓорѓиевски. Ние продолжуваме со вестите.